Жестоки реплики, контрареплики на расправата за предлог законот за правична застапеност во собранието. Опозицијата бара да се повлече законското решение, власта и реплицира да не прават политички фолклор. Игор Манасиевски следи седницата. Игор, кои се ставовите на партиите за законот кој треба да го замени балансерот? Така, Тања, првично да кажам дека во моментов трае паузата која ја побара координаторката на пратеничката група на ДУИ, пауза од 1 час и се очекува негде во 18:30 да продолжи расправата за законот за правична застапеност во прво читање, кој треба да го замени балансерот. Од високи извори во собранието дознаваме дека носењето на овој закон ќе се исцрпи денеска расправата, но сепак нема да се гласа. Неофицијално причината е недоволниот број на пратеници во салата за да се гласа. Претходно инаку на оваа собраниска седница и претходеше јавна расправа на која своите ставови ги искажаа експертите, а во собраниската сала попладнево се разменија жестоки реплики за и против овој закон. Пратениците на ВЛЕН ја бранеа потребата од носењето на овој закон, додека Европскиот фронт предводен од ДУИ жестоко критикуваше и смета дека треба да се повлече од собранието бидејќи се коси со Охридскиот рамковен договор. Да погледнеме дел од дебатата денеска во собранието. Вашиот став во врска со предлог законот е фаталистички став. Бидејќи мислите дека со еден закон што на некаква форма има зборови што се слушат или звучат добро, но без никакви механизми, облигативни механизми. Ако се повикувате и на законот и недостигот на етничките квоти, јас ви гарантирам дека овој закон од експертите кои што го изготвија овој закон е закон кој што ги опфаќа и етничките критериуми. Денеска доживеавме уште еден пораз на нашето општество. Од 16 пријавени за збор има само еден неалбанец. Драги мои, правична застапеност не е прашање на албанците и на другите. Правична застапеност е прашање на општеството, на мултикултурализмот. Ова е закон за сите албанци, за сите други етникуми, значи ги допира сите заедници, етнички заедници. Ние баравме да се донесе со Бадентер. Ние сами го побаравме ова, бидејќи ќе има потпун легитимитет. Колега Чуку, немате право да говорите, немате ниту кредибилитет да говорите за закон за правична застапеност, затоа што ниту една албанска компанија не доби ништо од унгарскиот кредит. Немате право да говорите за правичната застапеност кога во Министерството за политички систем има такви скандали со грантови, каде што има фондови за српската заедница, меѓутоа не за албанската заедница. Така ги слушнавме репликите и контррепликите во собранието, инаку законот ќе се носи со така наречено мало Бадентерово мнозинство. За да помине треба да има 61 глас, како и мнозинство од присутните пратеници што припаѓаат на немнозинските заедници. Ако не се гласа денес, собранието дополнително ќе соопшти кога ќе биде гласањето за потребата од носењето на овој закон. Игор, ти благодарам за информациите од денешната собраниска седница.